Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Расте интересот за поставување фотоволтаици на хотелските капацитети на Охридско-Струшката ривиера. Вевчани ќе поставува фотоволтаична централа со помош од Европската Унија. Намалување на бројот на бездомни куќиња во Охрид. Цените на лебот, млекото и месото ќе се намалат во наредните 10 дена, тврди министерот Бектеши. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските и препладневните часови времето магловито и облачно со измерени максимални 16 степени Целзиусови. Во текот на денот намалување на облачноста и се повеќе сончеви периоди. Вечерта кон петок времето ќе биде умерено облачно и ветровито. Во петок над Централна Европа ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност и се уште надпросечно топло за овој период од месец ноември. Локално во крајните југоисточни и југозападни делови услови за слаб дожд. Дожд се очекува и на крајниот североисток, север и северозапад од Европа. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево со локална облачност и топло, на исток полуостровот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 11 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во петок во утринските часови појава на слаба магла. Во текот на денот времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо со засилен североисточен и северозападен ветар. Минималната од 1 до 9, максималната дневна температура утре во Македонија од 11 до 19 степени Целзиусови. Во Охрид во петок времето умерено облачно со сончеви периоди проследени со ветер и повисоки температури, минималната 6, дневната 14. Во сабота умерено облачно време, сончеви периоди, топло, попладне и вечерта нестабилно со услови за врнежи од дожд, минималната 5, дневната 13, а во недела и понеделник не очекува претежно сончево време, ќе има локална облачност, минималната 4, дневната 13, односно 16 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Интересот за поставување фотоволтаици е се поголем кај хотелиерите од Охрид и Струга.
Некои веќе поставија, други размислуваат за алтернативни решенија. Преку нив се надеваат дека ќе се надмине енергетската криза, ќе заштедат струја и ќе ги намалат давачките. Од секторот велат, се задоцни со фотоволтаиците и потребно е поедноставување на процедурите. Расте интересот за поставување на фотоволтаици. Поголемиот дел од хотелите на брегот на Охридското езеро или веќе поставија или планираат да се грејат од обновливи извори на енергија и на тој начин да ги преполуват високите сметки за струја. Од Агенцијата за туризам велат, темата за фотоволтаиците е отворена од многу поодамна и се задоцни со реализација. За користење на енергија од ваков тип на извори не требаше да се чека енергетска криза. Тоа што можеби требаше да го правиме пред неколку години, сега ни се врати како бумеранг. Всушност, тоа што можеби и ние го зборувавме и тоа што заеднички го носевме е дека повеќе зелени хотели на Охрид и на Струга нема да им недостасува, нели? Како град на УНЕСКО. Соларните панели веќе се местат, но тие може да се наместат и малце порано. Но може да се наместат нели и малце покасно. Сепак, ако веќе се закупени хотелите, мислам дека разликата ќе треба да ја поделиме и сите заедно да имаме одговорност. Според првиот човек на Агенцијата за туризам и натаму треба да се поедностават процедурите за издавање дозволи за фотоволтаични системи, но и да им се помогне на оние кои со години и во најголемата криза држеле вработени и уредно плаќале даноци. Треба да се помогне во туристичката индустрија, но повторно потенцирам на тие што работеле како што треба. Всушност на тие кои што прометно влеале поголем данок и на тие истите ќе треба да им се помогне. Не дека ние се откажуваме од тие кои што би кажале на некаков начин кубурат и се уште не се вратиле од шокот, да кажеме, од 2020 година од пандемијата, но таа не треба да ни биде изговор за можеби нашите недостатоци кои што овие 2 години не успеавме да ги надминеме. Освен кај стопанствениците, интересот за фотоволтаици е зголемен и кај граѓаните. Според некои пресметки, поставувањето на фотоволтаици едно семејство за 6 киловати, како што е предвидено со законските измени, би го чинело околу 4000 евра. Инвестицијата би се вратила за 3 години, а најдолго за 5. Експертите велат дека со обновливите извори на енергија државата доцни 20 на години за европските земји. Згора на тоа, административните процедури и обемната документација го обструира целиот процес. Општина Вевчани изработи проект за поставување фотоволтаична централа со вкупна номинална моќност од 80 киловати на објектот на пречистителната станица за отпадни води во Вевчани. Проектот на општина Вевчани кон енергетски ефикасни општини ќе добие техничка и финансиска поддршка за негова реализација од програмата ЕУ за енергетска транзиција, пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција, заеднички кофинансиран од Европската Унија и Германското федерално министерство за економска соработка и развој. Како одговор на локална самоуправа превземаме конкретни мерки и активности за облажување на ефектите од енергетската криза. Континуирано и посветено работиме на подобрување на енергетската ефикасност и на заштеда на трошоците за електрична и топлинска енергија во јавните објекти. Во тек е подготовка на нови проекти за енергетска ефикасност на јавните објекти во општина Вевчани, а во буџетот на 2023 година ќе се планираат средства за отпочнување постапка за изградба на фотоволтаична централа со номинална моќност до 1 мегават, информираат од општина Вевчани. Во општина Охрид има намалување на бездомните куќиња. Опаѓа и бројот на пријави за каснување од куќиња. Годинава е исплатена оштета за 5 случаи за напад на граѓани од куќиња скитници, информираат од општина Охрид. На охридските улици се намалува бројот на напуштени домашни миленици. Опаѓа и бројот на тужби кон општина Охрид од граѓаните за напад од куќиња скитници, информира Томе Џантовски, портпарол на општината. Сепак повремено се случуваат напади врз граѓани од куќиња скитници, од кои што последниот напад се случи пред 2 недели. Бројките покажуваат дека куќињата во градот драстично се намалени таквите куќиња скитници. За жал се уште постои онаа појава кога од други градови по завршувањето на главната туристичка сезона, кога од други градови ги оставаа своите миленици на територијата на општина Охрид и општина Деврца, и тоа го зголемува бројот на
куќиња кои се бездомници. Општината од пред 2 години почна да се справува со овој горлив проблем со избор на фирмата Зебра од Емир Хисар за заловување и хуман третман на бездомните куќиња. Од минатата година до денес се заловени 110 бездомни куќиња кои добиле соодветен третман во стационарот на Зебра. Годинава биле заловени 50, а во минатата година 60 куќиња скитници. Портпаролот на општина Охрид информира и за исходот од покренатите судски постапки на граѓаните од нападите на бездомните куќиња против општината. Поведени се 14 судски спорови во текот на 2021 година, кои се завршени во судска постапка и на граѓаните им исплатена сума, зборувам во апсолутен износ, со 195.000 денари за 2021 година, а до оваа година имаме само 5 заведени судски спорови против општина Охрид јавно предпријатие Комунале. Во овие 5 судски спорови општината на граѓаните морала да им исплати одштета во висина од над 155.000 денари. За последниот случај за напад од куќе скитник засега нема пријава за поведување на судска постапка. Намалувањето на цените на основните прехранбени производи се очекува за 10 дена. Тоа се цените на лебот, млекото и месото. А од 1 декември се очекуваат и поголеми поевтинувања ако суровините останат со истите увозни цени, кажа денес на пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Исто така, тој е убеден дека не очекува никакви проблеми во снабдувањето на потрошувачите со струја и со топлинска енергија. Во наредните 10 дена може да се очекува намалување на цените на основните прехранбени производи, посебно на тие наведени во одлуката на владата за утврдување на маржите од 5 до 12%, истакна денес на пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. И во делот на лебот, како што знаете, веќе почнал да се намали. Очекуваме во наредните 3-4 дена да има намалување во делот на цените на млекото и млечните производи, а секако дека до крајот на наредната недела очекуваме намалување да имате во делот на производите од месо. Имајќи го предвид разговорите што сме ги имали ние како Министерство за економија со домашните производители, а во делот на увозните цени веќе ги следиме цените од Царинската управа. Како што изјави министерот по брифингот со новинарите, од 1 декември се очекуваат и поголеми поевтинувања ако сировините останат со истите увозни цени. Утре ќе се донеси дополнителна одлука со која треба да се прошири списокот на дејности кои ќе бидат поддржани од владата, а согласно барањата на Стопанската комара и целиот ланец на месна индустрија да биде покриен со субвенционирана електрична енергија, децидене министерот. Да ги повикам потрошувачите, граѓаните, ако утврдат дека нема намалување во наредните 10 дена на овие производи кои што ги наведов, согласно процентите кои ги кажав, да пријават во Државен пазарен инспекторат, се со цел да се намалат и тие цени и залихи кои се направени пред од страна на одредени компании и на таков си начин да ја ублажиме кризата која престои и пред нас во делот на празниците што следат и во делот на верските празници и новогодишните празници. Бектеши уште еднаш напомена дека се направени и сите подготовки во делот на обезбедување на производство на електрична енергија, посебно за зимава и за грејната сезона која трае до крајот на март. Тој рече дека не очекува никакви проблеми во снабдувањето на потрошувачите како со струја, така и со топлинска енергија. Проблеми во МНАФ откако деца на директорите и на функционери во власта не поминале на тестирање во Данскиот центар за обука на контролори на летање, објави порталот Сакам да кажа. Најдобрите 8 кандидати кои поминале на тестирањето треба да започнат со школување во тренинг центарот, но процесот е стопиран, затоа што комисијата во МНАФ која го спроведува огласот за контролори на летање побарала детален отчет од данската лиценцирана компанија за селекцијата на кандидатите. Реагира Синдикатот на контролорите на летање и Издруженијето на контролори на летање, дека тестирањето било под строги правила на Евроконтрол и најавија барање за разрешување на директорите на МНАФ од нивните функции.
Комисијата во МНФ за спроведување на огласот за нови контролори на летање чека отчет од тестирањето и селекцијата кое го спроведи данска лиценцирана фирма за обука на вакви кадри. Тројцата членови на управниот одбор на МНФ и директори во агенцијата, Фахрудин Хамиди, Миѓан Селмани и Владко Крстевски, сакаат да го поништат огласот за контролори на летање, зашто од 270 пријавени кандидати положиле само 8, меѓу кои не се нивните, а ни пријавените деца на функционери од ДУИ, објави порталот Сакам да кажам. На конкурсот на МНФ за 8 контролори на летање се пријавиле 270 кандидати, а по првата селекција останале 140. Директорите во МНФ реагирале и побарале листата да биде составена од 166, односно да бидат вратени 26 од кандидатите. Данската компанија, која го врши селектирањето и обуката според критериуми на Евроконтрол, прифатила да ја прошири листата. Во втората селекција останале 12 кандидати. Ранг листата била доставена до директорите да ја подпишат и од тие 12, 8 најдобри да ги пратат на обука во Данска. Директорот Фахрудин Камиди ја задолжил комисијата во МНФ за спроведување на огласот да побараат од данците детален извештај за тестирањето за сите кандидати. По ова, 12 вработени во МНФ од понискиот ешалон на менаџментот вчера поднеле оставки незадоволни од одолговлекувањето на испраќањето на школување во Данска за нови контролори на летање на кандидатите кои биле најдобри на тестирањата. Тие велат дека ќе ги повлечат оставките само во случај ако директорите веднаш не ја променат одлуката и не ги испратат 8 избрани на неопходната обука, објави МКД.мк. Претходно реагираше синдикатот на контролори за летање вклучени како наблюдувачи во тестирањето. Меѓу тие што отпаднале уште во првиот круг се и 3 деца на 2 члена на управниот одбор на МНФ, изјавија за медиумите од синдикатот. Синдикатот на контролори на летање и Сдруженијето на контролори на летање на Македонија најавуваат барања за разрешување на директорите на МНФ од нивните функции. Во тренинг центарот во Данска се школуваат контролори на летање од скоро сите европски држави. Од центарот веќе има излезено една генерација македонски контролори. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Русија е подготвена да разговара за решение за кризата со Европската Унија, но секој предлог треба да земе предвид ситуацијата на терен и да има додадена вредност за Москва, изјави портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. се чини дека се обидува целосно да ја подкопа својата економија за да ги смири САД, пред да ги следи нивните повици за диалог со конкретни чекори. Што се однесува до нас, ние сме отворени да разговараме за начините за излез од сегашната криза, рече Захарова за ТАС. Таа нагласи дека секој предлог треба да ја земе во предвид ситуацијата на терен и да има додадена вредност за Русија. Врз основа на досега преброените гласови на изборите за Конгресот во САД, републиканците имаат мала предност пред демократите во трката за Сенатот со освоени 49 места наспроти 48, додека предноста на републиканците во трката за контрола на представничкиот дом е малку повисоко, освоени се 209 места наспроти 191. За трката за контрола на Сенатот ќе одлучуваат резултатите од изборите во 3 сојузни држави – Џорџија, Невада и Аризона. Според постојаното свекување на представничкиот дом, демократите имаат тенко мнозинство 222 спрема 213 и речиси е сигурно дека ќе го загубат по овие избори, наведува BBC. Изборните комисии ширум САД се уште ги проверуваат гласовите и исто како што се случи на последните избори во 2020-та, конечните резултати може да потраат со денови или недели, додаде британскиот јавен сервис. Се очекува ураганот Никол да падне на источниот брег на Флорида во следните неколку часа со силни ветришта и опасни бранови на бури, соопшти Националниот центар за урагани на САД. Десетици луѓе се евакуирани вчера од чувствителни локации во северозападните Бахами, додека Никол се приближуваше до островот. Официјални лица на Бахамите соопштија дека само неколку луѓе се наоѓаат во повеќе од 20 на активни засолништа, а поплави и прекинење на електрична енергија биле пријавени во Абако. 9-годишно момче од Северна Каролина е пронајдено заклучено во куќа за кучиња поради што полицијата го уапси неговото семејство. Надлежните го нашле момчето босо на 19 октомври, а потоа им рекол дека од април живее во куќата за кучиња бидејќи нема место за него во куќата. Полицијата ги приведе неговата маќа Сара Стар, таткото Джонатан Стар и тетката Сара Стар како и собственичката на куќата Шели Барнс. Сите се обвинети за злоупотреба на малолетно дете.
На 10 октомври полицаец добил анонимна дојава дека дете е затворено во куќа за кучиња во Лексингтон. Кога полицајците од округот пристигнале во домот, откриле страшно нешто, замрзнато куче во куќа за кучиња, облечено во мајца и фармирки. Тоа утро надворешната температура била минус 2 степени Целзиусови. Во домот за кучиња имало 2 кебиња палто, горен дел од качулка, пар детски чевли, 2 кошули со кратки ракави и 1 пар панталони, а се било влажно, пишува Daily Mail. Детето е однесено во детската болница Бренер во Винстон-Салем. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.